за човековите права во Македонија, за тоа колку се почитуваат и колку често и од кого се прекршуваат. Ова утро од студиото на Слободен печат разговараме со народниот правобранител Насер Зибери. Добро утро, господине Зибери. Се уште е рано за да се објави годишниот извештај за состојбата со човековите права во Македонија за 2024 година, но еве вака, може ли да ни кажете на што најмногу се жалат граѓаните, какви се представки, од кои области пристигна годинава кај народниот правобранител? Најпрво добро утро. И конкретниот одговор на вашето прашање е следен. Во текот на 2023 година во одредени области има зголемување на бројот на представки на граѓаните, во одредени делови има намалување. Збирно тоа преведено има благ пат на вкупен број на представки и тоа има објаснување зашто е така, доколку имаме простори ќе го објасниме. Падот се должи на фактот што 2023 беше година на избори и тоа двојни избори, парламентарни и преседателски. И во тие 3 месеци од предизборието до конечното објавување и конституирање на органите, граѓаните беа на некој начин воздржани, инхибирани да поднесуваат представки, зашто и за многу прашања заради мораториумот кој самиот изборен кодекс го создава. Во тој период нема вработување, во тој период нема објавување на огласи и тендери за јавни набавки. И сето тоа влијае на одреден начин, а и дополнително граѓаните беа ангажирани околу изборните активности. Но тој пат е сосема минимален во споредба со 2022 година. И со податок до 10 декември вкупниот број на поднесени представки е над 2500-600 представки. И најголем број на представки, најголем број на представки се во областа граѓански состојби. И ова ни се случува прв пат после низа години да представките во доменот на правосудството да не се доминантни, односно да не се на прво место. И тука пред се мислам на представките од областа на извршувањето, иако мора да кажам дека повторно извршувањето во рамките на правосудството е доминантно. Но овој пат најголем број на представки се во областа граѓански состојби. Кога велам граѓански состојба, тука мислам пред се на личните документи. Знаете дека имаше со крајните рокови за промена. Крајот на 2022, почетокот на 2023 се соочивме со таа криза од неможноста да граѓаните ги обноват документите, личните карти, патните исправи, возачките исправи. И тоа ги наведе граѓаните во неможност да прво закажат термин, па да одат на процес на обработка, па на добивање на тие исправи. Во сите сегменти имаше... Во целиот процес на издавање на личните исправи имаше проблем. А што им препорачувавте, еве? Доколку имаме време и за тоа ќе збориме, само дозволете ми, кога збориме значи за личните документи, тука пред се најголем е бројот на представки во делот на патните исправи. Бидејќи знаете дека рокот на личните карти беше продолжен, додека на патните исправи остана тој рок кој беше утврден 12 април 2023 година и како резултат на тоа
голем број на граѓани беа ставени во неповолна ситуација. И тоа се одрази и на почетокот на 2023 година, бидејќи 12 април 2023 беше крајниот рок, и тоа нагло го зголеми бројот на преставките. Се разбира и по наше барање, Министерството за внатрешни работи се обиде да се реорганизира, бидејќи нашите препораки и укажувања беа да се зголеми бројот на пунктовите каде се прави обработка и издавање на лични исправи, да се зголеми капацитетот на тие пунктови, и постојните и новоотворените. Знаете дека во салата Расадник беше отворен еден со неколку пункта, пунктови, работеа сабота, недела, така. И работното време беше продолжено и за викенди и во текот на работната недела. И баравме да рокот за пријавување да биде скратен, бидејќи добива термини граѓаните со неколку месеци. Тоа е едно, но во тој период сигурно граѓаните ќе се сеќаваат, настана и проблем на недостаток на образци за патни исправи, кој дополнително го комплицираше проблемот, па граѓаните кои беа сликани и на кои им беше одобрен процесот на издавање, не можеа да го добиваат документот, односно да ја добиваат патната исправа. И конечно на крај настана проблем околу, бидејќи беа дисперзирани пунктовите, не можеа да ги најдат патните исправи кои веќе беа изготвени, и ги изгубија веќе изготвените документи. И во тој дел дури ние како служба на Народен правобранител се вклучивме и за преставките кои ги добивавме за граѓани кои се жалеа на долгото чекање на издавање на патната исправа откако веќе е завршен процесот. Со тие преставки кои ги собиравме, одевме во пунктовите на Министерството за внатрешни работи и заедно со вработените во Министерството ги наоѓавме патните исправи. Така, значи, успеавте да издействувате брзо да ги земате? Да, бидејќи беше создаден еден мал хаос во тој процес. И конечно да заклучам, значи бројот на преставките во 2023 година ќе биде опишан како најпроблематичен во делот на личните исправи, односно граѓански состојби. И тука има еден друг дел кој исто така има сериозен квантум на преставки, а тоа се барањата за стекнување државјанство. И тоа сериозна бројка на преставки се однесува на бавното давање мислење од страна на Агенцијата за национална безбедност, бидејќи согласно законот за државјанство да се врши безбедносна проверка на лицето кое претендира да се стекне со државјанство. А Агенцијата за национална безбедност, откако се самостои од Министерството за внатрешни работи и се стекна со статус на самостоен државен орган, не успеа брзо да се реорганизира, да се доекипира и да функционира како што треба, а беше преплавена со барање од страна на Министерството за внатрешни работи за добивање мислења, а се разбира АНБ не издава мислење само за безбедносна проверка за барателите на државјанството. Тоа е една цела палета на проверки кои се прават за дипломатско-конзуларните представништва, за вработените во одредени агенции од посебен. И тие доцнат во процесот на давање на мислење, а како резултат на тоа Министерството за внатрешни работи не може да постапи без да има. Тогаш се пробиваат законските рокови? Апсолутно, целосно се пробиваат, иако со последните измени на Законот за државјанство, законодавецот сакаше да воспостави еден инструмент кој нема да ги одолговлекува овие постапки за безбедносна проверка и се стави рок од 6 месеци од денот на поднесувањето на барањето
да има одговор, каков и да е одговорот на институцијата, но да има одговор дали е одобрено, односно дали е позитивен или негативен. Има сега ќе имаме и наплив на странски работници предвидено е за нив исто така ќе треба да Министерството за внатрешни работи да се произнесува, односно се добива согласност, а согласноста Министерството не ја издава пред да помине процесот преку Агенцијата за национална безбедност. И тука е сериозен тој проблем во делот на државјанство за турски државјани кои имат потекло од нашата земја, а кои согласно нашиот закон им се овозможи на лица кои имат потекло да се стекнат и со македонско државјанство и кај најголемиот број на тие лица истече рокот за добивање одговор од страна на Агенцијата за национална безбедност и тука агенцијата е под притисок од страна на Министерството за внатрешни работи, бидејќи и тие се лимитирани со рокови за постапување и од страна на народниот правобранител како реакција по поднесените преставки. И да го заокружам ова прашање, значи делот на граѓанските состојби оваа година беше по-проблематичен. Втор пункт во кој има зголемување на бројот на преставки и кој патем се гледа и во нашето општество се преставките поврзани со животната средина. Токму пред некој ден ни се протестираше. Сите сме загрозени како граѓани. Прашањето на доменот на квалитетен воздух кој го дишеме, квалитетната вода која ја пиеме, загаденоста на почвата, стануваат се посериозни проблеми. И како резултат на тоа расте и свеста на граѓаните за последиците кои ги трпиме како резултат на загадениот амбиент во кој живееме, и тоа по сите основи, и овие реакции што вие ги спомнавте, но и активностите на институциите одат во насока на алармирање на надлежните дека ако не веќе касно 5 до 12 е да се превземат сериозни мерки. Вие знаете дека Скопје станува на врвот на листите на најзаганените градови во светот, не во Европа. Во Европа го држиме лидерството заедно со Сараево. Цело време. Но не е само Скопје. За жал, ние и другите градови, како што е Струмица, како што е... Во сите градови, скоро во сите градови, во Кавадарци, има тоа се рекордери исто по загаденост. Податокот кој го изнесе УНИЦЕФ дека секое 10-то мртво новородено дете е кој резултатот, квалитетот на воздухот, односно влијанието на воздухот. Тоа е поразителен податок за нас како држава. Податок. Најновите истражувања покажуваат дека околу 30 смртни случаеви од 100 се исто така како резултат на компликациите кои ги трпат граѓаните заради нечистиот воздух. Да не збориме за другите аспекти од животната средина. Вие само кога патувате од Скопје за Охрид, пределот на кај Маврово, тоа енормно исцрпување на минералите, на депониите, нехуманата градба, намалувањето на зелените површини, загадувањето на водите и реките, сето тоа оди на штета на здравјето на сите. И действувањето на тие негативни ефекти не се селективни. Сите сме засегнати. Сите сме жртви на таквото делување. Како резултат на тоа настана рапидно зголемување на преставките на граѓаните во тој дел. Што може народниот правобранител да помогне при ваквите представки? Како вие действувате?
Па, ние прво действуваме превентивно со истражувања и анализи кои ги правиме и заклучоците, констатациите и препораките од тие анализи ги доставуваме до надлежните. Ние минатата година направивме, а продолжуваме и оваа година, да ги провериме мерните станици за квалитетот на воздухот. Во сите општини добивме одговор дека постојат такви станици, но при проверка еден сериозен број не функционира. Само формално ја исполнуваат законската обврска, но де факто тоа не се прави, односно не се мери. Во истражувањето проверивме колку единиците на локална самоуправа се организирани во рамките на инспекторатите за животна средина за справување со прекршителите на законот за заштита на животна средина. Можете да замислите дека над 50% од општините немаат ниту еден вработен инспектор за заштита на животната средина. Тоа е проблем, дури и за Скопје нема доволно. И после се изненадуваме зашто имаме на секој чекор диви депони, зашто имаме ваков квалитет на живот и така натака. Сите овие прашања се аларм дека треба нешто да се превземе. Освен превентивното делување, ние постапуваме и по конкретни преставки. Имаме сериозен број на преставки за преголемата бучава во градовите. Значи не е само еден проблем во тој спектар. Така, тоа се низа на проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. И ние во тој случај се обраќаме до надлежниот инспекторат за да се превземат соодветни мерки. Имаме преставки во однос на дивоградбите, кои исто така директно влијаат врз квалитетот на животот, односно ја загрозуваат животната средина на граѓаните. И во тој домен. Значи, инспекцијските служби во многу општини или се со мал број, или воопште немаат вработен, и нивната функционалност. Иако Законот за локална самоуправа дава можност да се користат услугите од инспекцијските служби на соседната општина. Но имаме и државен инспекторат. И државен инспекторат. Но кога се обраќаат до државниот инспекторат или до соседната општина, они велат ние не можеме да се справиме со нашиот. Така. И, значи, со еден збор, прашањето на еколошката правда станува се по-актуелно и таа ќе се наметне уште посериозно. Ние направивме во текот на месец октомври една студиско патување, каде што имавме прилика да ги видиме состојбите и справувањето со овие проблеми во неколку земји. И морам да кажам дека ние сериозно заостануваме на тој дел. Господин Зибери, спомнавте дека 23-та година нема толку представки во делот на судството, меѓутоа редно е да споменеме дека сепак мислам дека иако се помал број на представките, меѓутоа проблемите со кои што граѓаните се соочуваат пред судот, тоа се судење во неразумен рок, тоа се низа други проблеми, дека се уште непрофесионално, незаконско постапување, дека сето тоа уште останува нестручно, незаконско, несовесно постапување на судиите, мислам дека останува како проблем. Генерал. Да не бидам погрешно разбран, бројот на представки во доменот правосудство е многу голем. Но за прв пат е помал во споредба и тоа како резултат на причините кои ги дискутиравме. Да, поради изборите. Да, инаку бројот на представки во доменот правосудство е секогаш најголем. И тука тие представки кои доаѓаат кај народниот правобранител често пати се надвор од мандатот на народниот правобранител, бидејќи народниот правобранител освен што врши надзор врз работата на стручната служба на судовите, каде што има мандат и за постапување за проблеми околу судење во разумен рок.
И трето, народниот правобранител во доменот на судството постапува како пријател на судот, односно по барање на некој од учесниците во судските постапки може да се појави да го следиме процесот на судење. И се разбира да даваме наши мислења за тоа како се водела постапката, дали се исцрпени сите докази и така натака, дали процесот се одвива во разумен рок и така натака. Но генерална оценка и на народниот правобранител, и не само на народниот правобранител, оценка констатирана и во најрелевантните извештаи на Европската комисија и на другите институции е дека судството навистина има сериозни проблеми во нашата земја и неслучајно тоа се одразува врз довербата на граѓаните кон овие институции. Таа доверба е минимална, критична. И се уште веројатно и ќе се намалува со последните случувања. Многу критична. Значи институции кои се соочуваат со под 10% доверба кај граѓаните мора да се преиспитуваат што е системски проблем и соодветно на тоа да даваат и они свој допринос кон промени на законската регулатива, што е проблем од аспект на организација на институцијата и што е проблем од надворешни влијанија. Кога зборам за надворешни влијанија, не зборам само за политичките влијанија, туку и бизнис влијанија, мотивирани од корупцијски елементи. Сето тоа постои. Да, значи мора да се седне, да се направи една сериозна анализа зашто е тоа така, зашто Републичкиот судски совет не е во таква состојба во каква не е. Да, и сега се најавува нов закон. Значи навистина е непримерни се случувањата кои се случија во минатото во оваа институција. Начинот на кој функционираше, начинот на кој ги носеше одлуките, начинот на кој се праве обиди да се разреши председател на судски совет и така натаму. Еве сега најновата информација е дека во судскиот совет влезе сопруга на градоначалник. Нешто за што сите се залагавме дека политичките влијанија нема да... Значи, недозволиво апсолутно врвот на судската власт, тој што врши надзор врз законитото работење на судовите, да е во таква ситуација. И не можете вие да чекате дека судовите ќе се поправат, ако тој што ги контролира е во таква хаотична состојба самија. Но надвор од ова, да се навратам во делот на мандатот на народниот правобранител, кога е во прашање судството и во целина правосудството, судењето во разумен рок е еден од сериозните проблеми за кои има сериозни укажувања и од надвор, но ние ги констатираме и по пат на представки на граѓаните. Така. Граѓаните не можат во законски разумен рок да дојдат до правда. Правораздавањето е основната дејност на судството. Затоа судовите постојат. Ако тие не се во состојба да ја делат правдата во некој разумен рок, знаете таа старата поговорка, закаснето правда е еднакво на неправда. Така. И кога сум во доменот на правосудството, повторно ќе кажам дека извршителите и понатака, односно извршувањето, поправо, не сакам да бидам погрешен, е се уште сериозен проблем за граѓаните. И тоа во делот на начинот на кој постапуваат извршителите. Доставата на писмената кон должниците пред се, бидејќи доверителите во овој случај се во поколмотна состојба. Но кон должниците. Често пати должниците се јавува со представки кај народниот правобранител дека прв пат дознале дека должат према некој субјект, откако ќе бидат блокирани. Така и работат. Да, а замислете, тоа подразбира трифазно постапување, 3 пати е постапено од различни служби, граѓанинот не бил информиран.
Прво, доставата од доверителот до должникот дека му е пристигнато побарувањето за исплата. Потоа, обраќањето до адвокатот за изготвување на предлог за издавање нотарски платен налог. Нотарот исто така е должен да го извести должникот дека има така, доверителот побарување. Повеќе чекори се. Повторно не е известен. Тоа не значи дека не е извршена достава, но каква достава е извршена, колку таа достава е уредна, колку е вистинитост податокот дека е извршена уредната достава. Да, може има грешки во тоа. Не грешки, може да го остави негде, може да се подпишал друг. Кој ќе го провери тоа? И тоа при состојба кога приватните доставни организации сега цветат. И на крај, извршителот, кој исто така е должен да го извести со рок за плаќање на долгот кон должникот. И со модалитетите евентуално. И тука има едно системски дефект за кој јас минатата година се обидов на неколку наврати преку Министерството за правда и владата да го склониме, да го отклониме. За жал не успеав со чудно образложение. А збор станува за рокот на приговор кој го има должникот во однос на налогот за извршување кој го изготвува извршителот. Замислете, тој рок е само 3 дена. И да е проблемот уште посериоз. Во налогот за извршување, во правната поука, не е кажано колку е рокот, туку се повикува на законот за извршување. Вика, во рокот предвиден во законот за извршување имате право на приговор. Граѓанинот треба да Сега замислите, јас сум правник со 40 години работно искуство. Низ сите институции сум помина, па јас не би можел да се снајдам во моментот и тоа при тој краток рок од 3 дена. Значи, граѓанинот, кој целосно неупатен во правото. Тоа мора изричито да биде нагласено. Така. И што е проблемот во налогот за извршување? Да стои рокот во кој он треба да поднесе приговор доколку не се согласува. Односно има докази дека тоа не е така. Да. Длабоко сум убеден дека е тоа замка. Кои се мотивите, не сакам да шпекулирам, но апсолутно Министерството за правда не е во право што го одби предлогот на Народниот правобранител да се пристапи кон измени на правилникот за формата и содржината на извршните исправи. Зашто таму постојат 99 образци за актите кои ги превзема извршителот, меѓу кои и образецот 29 со кој е уредена формата и содржината на налогот за извршување. Нонсенс е за мене во било каков акт кој произведува такви правни дејства да нема правна поука јасна, прецизна. Впрочем, како тоа Тоа е поентата, тоа е поентата на правната поука, апсолутно. Вие го ставате во заблуда граѓанинот. Некој ќе рече, па чекај, сигурно има овде 8 дена, има 15 дена, па ќе го видам. 15 дена, оној класичен некој рок што постои за други случаи. И после станува налогот за извршување правосилен и се спроведува кај надлежните институции, било тоа да се банки, било да се фондови, било да се... Веќе на третиот ден ќе му биде блокирана сметката. И граѓанинот тогаш гледа што се случува со него. Блокираните сметки се една од сериозните проблеми со кои се соочуваат граѓаните и често пати се обраќаат до Народниот правобранител и за тоа прашање. Зборот ми беше не дека правосудството не е проблематична сфера, напротив, е многу проблематична и таа останува и понатака една од домените во кој Народниот правобранител ќе мора да посвети големо внимание. Не само во делот на заштитата и постапувањето по представките на граѓаните, туку и во делот на промоцијата на правата и промена на легислативата. Зашто Народниот правобранител, меѓу другото, има право да предлага кај надлежните предлагачи, зашто по устав не е предлагач пред собрание на измени, но кај
овластените предлагачи така, во да предлага измени. Впрочем, ние така и се изборивме со да ги добиеме измените на Законот за облигациони односи околу каматите. Вие знаете дека години поред јас алармирав дека нелогично е каматата да биде 3 пати поголема од основниот долг, 5 пати поголема од основниот долг. Додека ја убедив јавноста и политичкиот фактор дека мора да се пристапи. Меѓутоа за ова треба политичка волја во сите овие институции за да постапат по вашите укажувања. Да. Но се изборивме и собранието пристапи и го смени Законот за облигациони односи и точно се наведе дека каматата не може да биде повисока од основицата, од основниот долг. И по тој основ сега скоро и немаме преставки. Зашто секој граѓанин ги знае своите обврски. Но има во делот на застарувањето, да речеме, сериозна бројка, за која исто така имам апсолутно поинакво размислување од размислувањето на Уставниот суд кој го укина делот на измените во Законот за облигациони односи во однос на застарувањето. Ако една извршна исправа, било тоа да е судска одлука, нотарска исправа, исправа од друг орган, доколку доверителот 5 години не се обрати до извршител да го врати побарувањето, апсолутно станува безпредметно. Вие не можете после 10 години да ви текне и тогаш да отворите процес за да, тоа е премногу време. Премногу време, да, и ставање во неизвестност на должниците во однос на доверителите и така натаму. Има многу прашања, има многу проблеми. Сакав, еве накратко, ако може да се осврнеме на кршењето на правата на децата. Тоа е исто домен на вашата работа, делокруг на работата на Народниот правобранител. На што се жалат децата, за какво кршење на кои нивни права, образовни или еве булингот е актуелен. Да. И тоа го регистрирате. Да, за жал исто така детските права се една од областите кои има најмногу преставки. И тоа од самите ученици, од родителите, од наставниците. Детските права и во тој корпус, поготово правата на децата со посебни потреби и лицата со попреченост, се многу сензитивни и чувствителни. Ранлива категорија. Да. Кога станува збор за детските права, правата во делот на образованието доминираат. Значи, како основ за покренување преставка се проблемите во областа образование. Тоа не значи дека и во предшколското образование немаме проблеми, во градинките и така натаму. Но во делот на основното и средното образование имаме најголем број на преставки. И тука посебно загрижува ова што и вие го спомнавте, меѓуврсничкото насилство, булингот. И начинот на кој се справуваат самите образовни институции. Ние иминатата продолжуваме и оваа година, правиме едно истражување колку децата се запознаени со правата од Меѓународната конвенција за правата на детето. Така, тоа е битно да го знаат. Поразителни се податоците. Да, меѓутоа го учат во училиште, во ниските оделенија, во... Поразителни се податоците, колку децата се... Поразителни се дури податоците колку наставниот кадар е запознаен и колку ги применува. Сериозна е бројката на основни училишта кои немаат соодветен специализиран кадар од типот на психолози, на педагози, социјални работници и така натака. И во анкетата што ви ја спомнувам, само 17% од анкетираните велат дека би се обратиле до надлежните институции внатре во училиштето да бараат помош. Замислете, тие се депримирани да бараат тоа. А уште поразителен е фактот дека дури 49 од децата
се изјавиле дека биле жртви. Така. Дали стигна до вас еве овој последниот случај со училиштето во аеродром со детето? Да, водиме постапка. Се води постапка? Да, водиме постапки и тоа и по собствена иницијатива, зашто по вака маркантните случаи и случаи каде што се работи за повреда на поголем и јавен интерес, народниот правобранител има право да отвори предмети по собствена иницијатива. И тука ние имаме сериозна забелешка. Во кој дел? Во делот кој ги објави податоците за детето, конкретното дете, за конкретното училиште и така натака. Бидејќи тоа исто така представува повреда на правата на детето, стигматизација. И пазете, во тој случај сите жители на Скопје, не само на Скопје, знаат дека во ова училиште постои едно дете. И кој родител утре ќе биде рамнодушен дали ќе се премести во кој училиште и така натака и така натака. Детето, според нашите досегашни наоди, има потреба од соодветен третман. Така, од овие стручни служби. Педагошки, па ако треба и психијатриски. Знаете дека се работи за само 8 годишно дете. Така, премало е. Да. Значи, проблемите во делот на детските права се сериозни и во тој дел имаме сериозни забелешки околу најновите измени на законите за средно и основно образование и обидот на Министерството повторно децата со посебни потреби евентуално да ги врати во посебните установите, да. И тоа е обратен тренд кој треба да оди во насока на инклузивно образование и интеграција на тие деца, да не се чувствуваат изолирани. Така. И дека не припаѓаат на општеството. И сега пак ќе заживуваат овие институции. Ева законот во таа насока се движи. Значи, ние водевме борба и секоја година го следевме процесот на инклузивното образование во делот на обезбедување на образовни и лични асистенти за децата со посебни потреби. И тој процес добро се одвиваше. Бројот на ангажирани наставници се зголемуваше од година до година. Ресурсните центри требаше со новите измени да се исто така реорганизираат. И посебно очекувавме во средното образование, бидејќи задолжително беше во основното, но во средното проектно се изведуваше процесот на инклузивното образование. Ние очекувавме да одиме чекор напред и измените на законот во средното образование исто така да го наметнат ова како обврска на државата да обезбеди инклузивно образование за овие деца со посебни потреби, а не да одиме назад. За крај, остана уште да прашам дали нешто се промени во затворите. Вие исто така ја мониторирате состојбата во затворските установи. Некои промени од она што претходно и години наназад е констатирано, таа пренатрупаност, нехигиенски услови, отсуство на медицинска нега. Верувам дека нема некои драстични промени. За жал нема подобрување на состојбите во затворите. Факт кој го констатираат и Народниот правобранител како национална институција за човекови и Советот на Европа и Комитетот за заштита од тортура и сите релевантни и домашни и меѓународни институции. И таму повеќе димензионален е проблемот. Прво, генерален проблем во земјата е недостатокот на потребните капацитети за сместување на затвореници, осудените лица. Тоа е не се во секој затвор подеднакво критичен, но најкритичен е во затворот Идризово. А кога збориме за Идризово, збориме за 50% од осуденичката популација. Затворската популација е во Идризово, така.
но не е во подобра состојба ни затворот Штип, кој е еден од поголемите затвори и така натака. Значи, преку бројноста во моментов се наметнува како главен проблем, бидејќи сликите кои јавноста имаше прилика да ги види, сместувањето во подовите на ходниците на затворениците или во простории каде што ни 2 квадрата... Тоа е слика што не доликува за европска држава. Користењето на еден тоалет или санитарен швор од 30-50 затвореници е сериозен проблем. Условите се друг проблем. Обезбедување топла вода, грејење, оброци, облека и така натака и така натака. Трет проблем е проблемот на здравствената заштита во затворите. Каква здравствена заштита? Со добра намера, длабоко сум убеден, беа направени измените во Законот за извршување на санкции и прашањето на здравствената заштита од затворите се извлече и се стави во надлежност на јавните здравствени установи. На клиника пречеше. Но со тоа се направи поголем проблем, бидејќи сега затворите не водат доволна грижа, велат, здравствената заштита е надлежност на Министерството за здравство. Една. Второ, скоро половина од затворите немаат секојдневен лекарска служба во затворите. Така, и лекари, медицинска сестра. Немаат доволно препарати за третирање на затворениците. Стоматолошката здравствена служба е скоро... Наркозависниците имаат исто потреба од терапија. И четврто, како сериозен проблем, исто така, кој се наметнува кога збориме за затворите, условите во затворите, е екипираноста на затворите со затворска полиција. Така, најмалку 100 полицајци затворски недостасуваат. Само во Идризово. И тоа откако 90 веќе беа вработени и уште 100 се потребни. Да разбориме за другите служби, таму не е само затворската полиција. Така е. Таму имате служба за ресоциализација, имате за работа на ангажман и така натаму. Сегде недостасува, нема доволно кадри. Повеќе димензионален е проблемот. Но тоа што е најпотребно и кое може да предизвикува сериозни проблеми е обезбедувањето на доволен број на затворска полиција, која ја немаме. Во Идризово, во одредени крила, вие знаете дека еден полицаец обезбедува 50 затвореници. Меѓународниот стандард е 15. И затоа и затворската полиција често пати е изложена на опасности. На опасности, па може и така да биде и да не збориме за девијантните појави од корупција и провлекување на секакви средства од надвор во затворите и сето тоа што се случува таму. Едноставно ред не може да го спостави. Со еден збор, за жал нема подобрување на состојбите. Господин Зибери, ви посакувам и натаму успех во работата како народен правобранител. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Почитувани, останете со другите содржини во емисијата Слободен печат.